Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Можеме да кажеме дека ние вреднуваме врз основа на тоа што мислиме. Ако одреден проблем го опфатил целото моје внимание и ме насочил кон целосен страв и анксиозност, тогаш станува збор за изместено, пореметено обожавање. Учењето за тоа што има во нас не е само наблюдување. Преку Божиот збор дознаваме дека има река на живот што тече во нас, односно Светиот Дух. Целта на Светиот Дух е да тече преку нас и да се шири околу нас, влијајќи на се околу нас. Нашата соработка се состои во нашата послушност и на тој начин партнеруваме со тоа што го привлекува нашиот небесен татко. А со тоа му даваме можност да се прикаже кој е и да ја открие својата слава. Воскреснатиот Исус Христос, Духот кој го воскресна од мртвите, престојува во нас. Истиот бара можност да се прикаже преку нас. Нашата сенка ќе ослободува се она што нас не осенува. Во што е нашиот фокус? На се она што обрнуваме внимание, односно на се она што се фокусираме. Ќе влијае на околината во која живееме или престојуваме. Доколку тоа внимание, тој фокус ни е на стравот, грижата, анксиозноста, тогаш со нас го носиме стравот, грижата, анксиозноста онаму каде што одиме, онаму каде што престојуваме. Стравот е пореметено обожавање. Тоа е всушност кога ѓаволот ги допира жиците на нашето срце, то се дизајнирани да изразуваат наклоност, преданост и доверба во Господ Бог. И сега, тие се оттргнати од него и насочени кон околностите што се крајно инфериорни, односно невредни за него, што представува непочитување кон него. Тоа не е причина за срам, туку е причина за покаяние. Да сватиме дека кога го прифаќаме стравот, грижата, она што сме сториле, тоа што алатките што Господ Бог ни ги дал за негово обожавање и славење, сме ги ставиле во функција на преданост на инфериорното, односно невредното. И може да се заклучи што ние вреднуваме врз основа на она што мислиме, размислуваме. Ако одреден проблем го заробил нашето внимание и не одвел во страв и грижа, тогаш станува збор за пореметено обожавање. Сте се нашли во ситуација кога одреден проблем до толку ви влијаел што не сте можеле да заспиете. Цело тоа време, наместо да спиеме и да го славиме и обожаваме небесниот татко, ние сме медитирале на стравот и грижата. Знам дека во моментов ќе се спротиставите на ова и ќе запрашете: а на што да мислам? Зарем не гледаш во каква ситуација сум? Знаеш ли што ми се случува? Да бидам искрена, и мене ми доаѓаат истите мисли. Ја отворам оваа тема со цел да ни биде полесно и да најдеме начин и излез од тој проблем. Да бидеме свесни за оно што го правиме не знаејќи. За промена. Потребна е промена во нештата што ги правиме секојдневно. Потребна е промена во нашите образци на размислување. Потребно е трпение, интерес за наше подобрување. Стравот не дозволува да функционираме како дизајн на небесниот татко. Затоа и тој сака да соработува со оние кои прифатиле да функционираат онака како што тој ги создал. Затоа да мислиме да престојуваме во Божјото присуство, во неговата вистина, во неговиот збор. Доколку го правиме тоа, ќе го смениме нашиот фокус кон правилното обожавање, како што е верата во Божјата вистина, Божјиот мир, Божјата радост.
Секогаш на крајот доаѓа заклучокот дека тоа од што се плашиш, тоа и го обожаваш. Стравот е контаминирана, загадена, темна вера. Наједноставниот пример за тоа се парите. Некој ќе рече: ама јас не му слугувам на парите, не ми се на прво место, а од друга страна е во постојан страв да не ги изгуби и постојано го има чувството дека треба да внимава, како да е во синџири, и не го остава Господ Бог да му биде управител на парите и да ја стави верата во него. На тоа се однесува и мигот во Светото писмо кога Исус му укажува на верникот дека не може да му служи на двајца господари, на Бога и на парите, бидејќи едниот ќе го засака, а другиот ќе го намрази. Да потенцирам, дека Исус во случајов не сака да укаже дека треба да бидеме сиромашни, токму напротив, тој сака да имаме се во изобилие, како што и кажа: јас дојдов за да има живот вечен и живот во изобилие. Исус сака да ни укаже дека приврзаноста кон парите раѓа страв од нивно губење, а тој страв не оддалечува од него. Исус ни кажува и вака: кој се плаши за животот свој, ќе го изгуби. Во Исус Христос не постои страв, туку слобода, мир и радост. Заклучуваме дека на она што се задржуваме, она што цврсто го чуваме, е она во што веруваме и мислиме. Затоа, нека ни биде фокусот во Исус Христос, бидејќи тој ни вели: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Ве поздравувам со следниот благослов. Да ве благослови Господ и да ве чува, да погледне Господ со светлото свое лице и да ве помилува, да го сврти Господ лицето свое и да ви даде мир. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска-Костадиновиќ. Во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер